Господине Гошев, заврши последната надпреварувачка сезона 2013-2014, би рекол успешна за Зумимак М. Вие како прв човек на клубот, на што сте посебно горди, а зашто жалите? Па добро, токму така како што констатирате вие во вашето прашање, јас не би рекол успешна, туку би рекол најуспешната сезона на Струмичкиот ракомет, бидејќи го повторивме на трето место во македонскиот шампионат, кое што е навистина прво, ако се изземаат двата македонски гиганти, нели, Вардар и Металург, кои што и по буџет, и по организација, и по играчки кадар се далеку пред сите останати екипи во Република Македонија, меѓутоа и на тие 4 утакмици кои што ги игравме со нив, докажавме дека нема Зумимак М нема да биде лесен залак и токму така на сите 4 утакмици до некаде 40-50 минута се државме равноправно, дури во одредени периоди имавме и водство. Она што посебно ме прави горд, тоа е што го направивме историскиот успех со квалификувањето во групната фаза од ЕХФ купот. Влеговме меѓу 16 екипи во Европа, во вториот по ранг на такмичење, нели, по квалитет во Европа, после Лигата на шампиони. Она што ми е криво е затоа што не направивме некој позабележителен успех во тие 6 надпревари, иако имавме реално онаа втора утакмица овде со Скем, која што според мене несреќно ја загубивме со една разлика. Мислам дека тогаш можевме и да победиме или да извадиме нерешен резултат, и ако го направивме тоа, мислам дека самата мотивација и на играчите и на клубот понатаму ќе беше сосема друга и мислам дека ќе имавме уште позабележителни резултати. Така да тоа е нешто од прилика што би можел да ја сумирам оваа надпреварувачка сезона. Не жалите што публиката се намалуваше при посетеноста на надпреварите и тоа што клубот е оставен само на Славе Гошев од финансиска гледна точка? Па добро, видите, Струмица е интересен спортски град. Кога вие ќе излезете низ чаршијата, постојано луѓето ви зборуваат дека во Струмица нема спорт и така натаму. Токму од тие причини јас си го започнав овој проект како ракометен клуб, да го вратиме спортот во Струмица. Не само ракометот, сега почнуваме и со борењето и така натаму. Бидејќи како човек кој што пораснал и потекнува од спортска фамилија, мислам дека нема ништо подобро општествено одговорно некој политичар кој што е во можност да се зафати со правење на спортски екипи, а на тој начин да можеме да ги вратиме пред се и публиката, меѓутоа и децата во спортските сали. Навистина, во првиот дел имавме апсолутната поддршка од публиката, ќе се наврам там, например, на утакмиците со Макаби од Тел Авив и Архус. Но не само и тие, зборувам и за домашниот шампионат. Па домашниот шампионат, за жал... квалитетни, но сепак ги има, беа присутни. За жал, публиката ја загубивме можеби во вториот дел, во оние европски утакмици, поради слабите резултати кои што ги имавме. Јас мислам дека тоа е едната единствена причина, иако е греота да ви гостува екипа која што беше финалист на ЕХФ купот како Монпелие, екипа во која вие имате тројца светски шампиони, го имате најдобриот голман во историјата на ракометот, тоа е Терио Мајер, и да имате 700 гледачи во спортската сала. Од таа причина е многу демотивирачки за вас како човек да се замислите дали вие понатаму треба да инвестирате во спортот во Струмица. Вие да продадете 100 карти на утакмица со Монпелие е навистина демотивирачко. Меѓутоа, јас мислам дека во наредната сезона ќе ја вратиме публиката со добрите игри, со резултати, и токму од тие причини продолжуваме понатаму. Дали е клубот оставен само на Славе Гошев? Мислам дека не, апсолутно. Клубот не е на Славе Гошев, клубот си има собственик. Клубот е сега акционерско друштво. Клубот овие 2,5 години обстојува благодарение на десетина спонзори, кои што се исклучиво приватни лица, стопанственици и исклучиво од Струмичкиот регион. Нашиот ракометен клуб не добива никакви донации од ниту една државна институција, ниту пак имаме одредени спонзори кои што се надвор од Струмичкиот регион. Така во тој дел не се согласувам со вашата констатација или прашање дали клубот е оставен на Славе Гошев. Славе Гошев прво не е ниту стопанственик,
ниту некој човек кој што може од свој џеб да го финансира целиот овој проект, кој што навистина, верувајте, чини доста пари за наши услови. Затоа, еве, можеби, благодарение на вашето прашање, сакам ова прилика да искористам да им се заблагодарам на сите спонзори, донатори, со кои што успешно соработуваме не само минатата година, туку 2,5 години наназад, кои што го испочитувале секој збор од договорот кој што го имаме со нив и кои што за моја среќа, а пред се за среќа на струмичката публика, во најголемиот дел со нив имам разговарано, остануваат спонзори и за наредната сезона, така да мислам дека во тој дел финансиски нема да имаме никаков проблем. Деновиве подпишавте договори со одредени ракометари за новата надпреварувачка сезона. Кои се новите ракометари што го засилија Зоми Макем? Добро, сведоци сте и преку нашиот официјален веб-сайт, дека ги продолживме договорите со 10 играчи, кои што беа дел од костурот на тимот во минатата сезона. Единствено ново име во нашите редови, со кој што веќе имаме подпишено, е голманот Благојче Трајковски од Прилеп, кој што минатата сезона ги бранеше боите на Радови. Се работи за доста добар голман, 28 години, значи не можеме да кажеме дека е неискусен, туку напротив искусен, и кој има браната уште во Куманово, МРК Вардар, екипи во Македонија, и минатата сезона навистина беше еден од најдобрите голмани во Македонската Суперлига, и од тие причини се одлучивме да го доведеме оваа сезона во нашите редови, и мислам дека ќе биде едно од поголемите засилувања за наредната сезона. Со оглед дека не ги спомнавте имињата што го продолжија договорот, има ли ракометари што го напуштија Зоми Макем? Па за сега не можам да кажам дали некој кој нема да остане, бидејќи се уште преговараме со дел играчите. Можам да ви кажам кој остана сигурно, мислам подпиша, и кој што остануваат наредната сезона. Значи првиот што подпишавме со Јовица Младеновски, со пикерот Игор Павловски, со десното крило Ревас Чантурија, со вториот голман Александар Стојановски. Минатата недела се подпишаа договорите со Лазе Спировски и Кире Митровски на бековските позиции. Златко Везенковски исто така подпиша, Игор Милосавлевич подпиша, Александар Босеовски подпиша, и се разбира нашите 4 до 5 играчи кои што потекнуваат од Струмица. Тоа се Павле Атанасов, Толе Стојанов и така натаму. Ке има ли освежувања во стручниот штаб на Зоми Макем за следната сезона? Па за сега ние првично се договоривме со управата на клубот да го направиме костурот на тимот. Значи во спортот е најважно во оној почетен период на преговорите вие да имате костур. За понатаму не зависите од никој играч кој што би бил оценал, бидејќи знае дека тој е еден од ретките играчи кои што би можеле да го донесете на оваа позиција. Значи оваа работа ја превршуваме до следната недела и исклучиво разговараме за сега со играчите кои што беа дел од минатогодишниот состав на Зоми Макем, иако имаме и преговори со неколку други играчи. Меѓутоа, јас уште од почетокот се водам од една теорија дека во нашиот клуб ќе играат само македонски играчи. Бидејќи за жал Вардар и Металург како големи клубови, можеби и заради резултатите кои што сакат да ги постигнат на меѓународната сцена, имаат се само не македонски играчи. Ако клуб како Зоми Макем, Пелистер и така натаму не ги донесе овие играчи во своите редови, тие навистина немаат каде да играат. И тоа е добро не само за нив како луѓе, пред се за иднината на македонскиот ракомет. И од тие причини јас разговарам и сега во моментот со неколку играчи, што помлади, што поискусни, меѓутоа исклучиво од Македонија, и таа политика на исклучиво македонски играчи во нашиот состав продолжува и наредната сезона. Ке видиме понатаму за околу стручниот штаб, разговараме со неколку тренери. Се уште немам ништо конкретно и затоа не сакам да зборувам пред да имаме нешто опипливо, официјално. Господине Гошев, ви одговара ли националниот систем на надпреварување што го прави Ракометната федерација на Македонија? Ова не го диктира Ракометната федерација, ова го диктира двата најголеми гиганти во македонскиот ракомет, тоа се Вардар и Металург. Па добро, сега ситуацијата е таква, бидејќи немаме
реално уште 4 до 5 квалитетни клубови кои што би се спротивставили на овие два гиганти. Инаку со Ракометната федерација и со раководството на Ракометната федерација и јас лично и како клуб имаме одлична соработка и во тој дел не можам да се пожелам апсолутно за ништо. Меѓутоа, кога сме во системот за надпреварувањето, знаете како. Двата најголеми клуба си имаат и своје оправдување, бидејќи ви велат дека ако ние сакаме да имаме одредени успеси во Лига на шампиони, ние мора да имаме постојано силни утакмици. Реалноста е таа дека македонскиот шампионат е премногу слаб. Ако се иземат Вардар, Металург, еве ние како клуб, Пелистер, Пролет, така, нешто што заличува на клубови, се останато е навистина аматерски и навистина со многу низок квалитет. Земете го примерот дека ние како екипа, минатата година ги имавме сите победи и еден нерешен резултат во регуларниот дел од сезоната. Замислите ако тука дојде Вардар, Металург, со какви состави треба да играат. Тоа е едната работа со која што ја оправдува постоењето на СЕХА лигата и надпреварувањето на овие два гиганти. Од друга страна, тоа разговаравме и на метогодишното собрание на Ракометната федерација, веројатно оваа работа ќе се покрене и сега на оваа година. Ако сакаме развој на македонскиот ракомет, привлекување прецена публика, привлекувањето на публика значи и нови деца во спортските школи, младински, Вардар и Металург мора да играат и во националниот шампионат, без разлика дали играат и во Лигата на шампиони и во СЕХА лигата. Бидејќи се случува дека екипи како нашата, кои што сериозно финансираме средства, живееме само за април и мај месец, кога е плейофот и кога ги очекуваме тие два надпревари и кога струмичката публика всушност ги очекува да дојде Вардар и Металург во Струмица и да ги видат оние звезди кои што ги гледаат по телевизија. Мислам дека не е исто ако тие екипи наместо два пати дојдат 4 пати во Струмица, во регуларниот дел и во плейофот и не само во Струмица. Радовиш, Ресен, Штип, Охрид и другите градови кои што имаат своји суперлигашки представници. Тоа пред се ќе значи поттикнување и на финансиерите, меѓутоа и на младите деца да се занимаваат со спорт, бидејќи ќе ги гледаат тука одблизу нивните идоли кои што ги гледаат во телевизија. Иначе се случува сега екипи кои што се во Суперлига и воопшто да не играат со Вардар и Металург. Ако не се во првите 4 од првиот дел и не влезат во плейофот, тие воопшто не играат со Вардар и Металург, а се сметат за суперлигашки екипи. Можно ли е тај твој предлог или пак што го постракувате да се случи? Јас тоа ќе го дадам како официјален став на клубот на наредното собрание на Ракометната федерација и до крај ќе се борам за остварување на мој став, меѓутоа знаете како е, во собрание се одлучува со мнозинство на гласови, така да не можам да кажам дека ќе се усвои, меѓутоа ќе се борам за тој став. Лани ги подгреавте страстите и надеждите дека можно е Зоми Макем да се најде во СЕХА лигата. Доколку ви се укаже шанса, има ли можност Зоми Макем следната сезона да заигра во ова регионално надпреварување? Добро, минатата надпреварувачка сезона не ги подгревавме ние туку така надеждите, тоа беа најави од СЕХА лигата дека е можно да има трет представник од Република Македонија во СЕХА лигата, бидејќи тоа се испостави после дека и точно Борец Бања Лука и Ловчен се екипи кои што има одредени големи финансиски проблеми и едвај на мускули што се вика ја истера СЕХА лигата до крај за да биде некако регуларно. Меѓутоа се случи тоа што не се дозволи трета екипа, ние требаше реално да играме бараж со трето пласираната екипа од Хрватска и победникот од тој бараж да биде член на местото на Борец Бања Лука, меѓутоа тоа не се оствари. За наредната сезона се уште немаме никакви информации, значи што ќе се случува со СЕХА лигата, знаеме само шпекулативно од медиуми дека ќе има некакво проширување, дека ќе се вклучат две унгарски екипи, кои што се многу квалитетни екипи, едната е Веспрем, другата е Пик Сегет. Се зборува дека ќе се вклучат две словенички екипи, меѓутоа се уште е тоа само на зборови, нема ништо конкретно, така да во моментот не можам ништо по-конкретно да ви одговорам. Но доколку ви се пружи шанса, имате ли квалитет, сила да бидете дел од ова надпреварување? Секако ја прифаќаме.
Кога влеговте во овој проект, една од вашите главни заложби беше работата со млади категории. Како стоите на тоа поле? Почна ли да се продуцираат млади рисови? Токму така, значи, нашата првична цел, кога влеговме во овој проект, беше да го анимираме ракометот како спорт во Струмица, кој што беше во некаква надолна линија. Второ, да направиме силна прва екипа и благодарение на таа силна екипа да ја вратиме публиката во салата, меѓутоа да го вратиме интересот пред се на младите деца по основните училишта и средните училишта во Струмица за тренирање на ракомет во нашата младинска школа. Во тој дел јас сум премногу задоволен, значи можам слободно да кажам. За година и пол имаме повеќе од 100 млади дечиња на најразлични возрасти и најразлични категории. Најмалите се од категорија година на раѓање 2003 па нагоре, нели до оние младинска екипа кои што имаат 15, 16, 17, 18 години, значи средношколска екипа. Можам да кажам дека ако пред 2 години имавме само една победа во нели онаа лига на младински екипи, оваа година можеме да се пофалиме со многу повеќе победи, со многу порамноправна игра, иако е потребно време. Значи ракометот, како и секој спорт, е нормално дека тие деца потребно е да пред се тренираат макотрапно, меѓутоа е потребно и време за да може да ги совладат техниките и да полека почнуваат да стануваат дел од првиот тим. Што се однесува на оние ракометари во првиот тим, оваа година веќе јас планирам да не носам ново лево крило во екипата, туку апсолутно стартер во поставата на Зојма Кем да шансата да ја добие Павле Атанасов. Исто така не планираме второ десно крило, бидејќи замена за Ревас Чентурија планираме да биде Стојан Стојанов и некои други играчи кои што треба да добијат шанса, бидејќи е време полека да ствараме наши струмички играчи кои што ќе бидат и не само дел од првиот тим, туку и ќе имаат одредена минутажа во нашиот состав. И за крајот ова интервју, господине Гушев, која е вашата лична желба за следната надпреварувачка сезона кога станува збор за Зумима Кем? Па добро, нашата желба, моја лична и на управата е веројатно да го повториме успехот од минатата сезона. Ако, нели, даде Господ и ждрепката да имаме полесни противници во второ и трето коло од ЕХФ купот, да може да влеземе повторно во групната фаза, сега со многу поголемо искуство, како организационо, така и нели, од страна на играчите, и веројатно во првенството амбициите се исти, освојување на трето место и една цел, барем некој од двата гиганти да може да падне овде во Струмица. Господине Гошев, јас ви благодарам на ова интервју.